ВМРО, ДПМН и СДСМ денес повторно со спротиставени ставови за минималецот, растот на платите и економските проекции за растот во наредниот период. Синдикатот не напаѓа дека кога бевме опозиција, сме ги поддржувале на протестите, а сега наводно тоа не било случај. Вистината е следна. Ние како опозиција поддржувавме борба за повисоки плати затоа што имаше неправда. Денес како власт ние не ветуваме на улица, ние реализираме преку договори, проценти и подпишани колективни спогодби. За овие 2 години владата склучи договори с големи плати и воспостави системска рамка до 2028 година. Воедно да подсетиме на тоа дека инфлацијата значително ја намаливме од оние двоцифрени стапки кои беа во периодот од претходно. Во исто време, од страна на раководството на ССМ нема ниту еден нов договор со кој тие самостојно избориле зголемување. Додека граѓаните едва и врзуваат крај со крај, додека владата одбива 600 евра минимална плата, им крати 40 милиони евра на земјоделците, премиерот гледаме дека се луксузира врз грбот на народот. Нека се симне Мицкоски, нека ги погледне работниците кои едва и може да си ги прехранат семејствата и едва и можат секако да врзат крај со крај. Мицкоски да се симне и да им одговори. Колку ги чини граѓаните овој луксус на премиерот со владиниот авион? Затоа ли се најавува купување на нов владин авион за уште повеќе приватни патувања и тоа со пари од народот?